би сакал да зборувам денеска за последните Христови зборови. Последните Христови зборови, кажање на крстот. Но да почнам со една сцена од еден од моите омилени филмови. Не знам кој го гледа филмот Интерстелар. Ако сте го гледале, некој го сака да... Гледам, не сме разбрали. Така, супер. Да, малце комплексен филм е. Има една сцена, тие што не сте го гледале, извинете, ќе ви уништам дел од филмот сега, морам да го кажам, ама не е нов филмот, како и да е. Годишно го гледам овој филм барем еднаш или два пати, зашто ми е интересна приказна има. Во секој случај го имам еден стар професор физичар, доктор Бранд, кој всушност води една цела програма за спас на човештвото. Има два плана, план А и план Б. Планот А да се спасат луѓето кои се веќе на земјата, план Б, ако не успее планот А, барем да се зачува човечката раса со тоа што им одат на друга планета и таму ќе има вештачко оплодување, размножување и така натаму, колку да се спаси човечката раса. Проблемот во филмот е што до одреден момент никој од нас не знае дека планот А уствари не е реален. Воопшто е една голема лага. И всушност тој професор Бранд на крајот од својот живот, додека мисијата оди низ галаксии и таму бараат соодветна планета за човештвото, тој пред крајот на својот живот ја вика својата асистентка, физичар исто така, која со него се обидува да го реши проблемот за гравитацијата. И тој професор кој е инаку неемотивен, кој гледа многу материјалистички, нема страф од ништо, затоа што е физичар, затоа што е научник, на крајот од својот живот лежи на смртна постел, плаче и има потреба да ја признае таа голема лага пред некој. Ја вика неговата асистентка и признала, и вика, извини, те лажев, ти толку веруваше во мене, но јас те лажев целиот твој живот. Интересно е колку драматични моменти се тие последните моменти на нечи живот. Многу драматичен момент е тоа. Мора да ја каже на некој вистината. Во повеќе наврати сум гледал во неколку филмови, ликовите, знаејќи дека одат во некоја сигурна смрт, имаат потреба да кажат нешто вистинито, да кажат вистината, да ја обелоденат вистината пред сите. Да бидат вистински барем во тој краен момент. Некој можеби ќе каже нашата највистинска состојба, брутална вистина за тоа кои ние сме на вистина, може да се види во последните животни мигови. Интересно е дека многу од тие познатите за кои ние знаеме, нивните последни зборови покажуваат нивната состојба која понекогаш е очајна состојба. Го имаме Алберт Ајнштајн. Последните негови зборови се сега сум на милост и немилост на судбината и немам никаква контрола врз нештата. Така се чувствува Алберт Ајнштајн. И тој многу зборува за тоа како тој гледал на животот. Што се обидувал тој да постигне. Го имаме Франц Фердинанд. Од нашите простори знаеме за Гаврило Принцип, кој го утепал Франц Фердинанд и така почнала Првата светска војна. Додека биле ранети во таа кола, Франц Фердинанд гледа како својата веќе мртва, речиси мртва сопруга, која била утепана, кажала Софи, не умирај, живеј за нашите деца. Повторно открива одреден вредносен систем кој тој го има во тој момент. Го имаме Винсент Ван Гог, овој што уметникот, чии дела се со непроценлива вредност, кој имал тежок живот, на крајот на својот живот рекол вака: очајот ќе трае вечно. Така се чувствува во тој момент. Очајот ќе трае вечно. И за мене најдраматични зборови, едни од најдраматичните за нечи живот пред да згасне, се на Јуда Искариотски. Тој гледа што се случува со тоа што го направил и кажува на фарисеите, на првосвещениците: сгрешив затоа што предадов невина крв. Тоа се последните зборови запишани од Јуда Искариотски. Моето прашање за нас денес е: каков беше Исус во неговите последни мигови? Кои зборови излегоа од неговата уста додека тој висеше на крстот и умираше? Што откриваат неговите последни зборови за него? Што откриваат за нас?
Што откриваат неговите последни зборови за Бог, за Божиот план, за созданието, за надежта и верувам дека многу откриваат неговите последни зборови. Исус на крстот изјавува 7 збора или 7 изјави, кажа кој сега ќе ги поминеме една по една на кратко. Првата изјава која Исус ја кажува е следната. Во Лука 23:34 Исус кажува: Оче, прости им, зашто не знаат што прават. Оче, прости им, зашто не знаат што прават. Првата изјава која Исус ја има е збор на простување. Оче, прости им, затоа што не знаат што прават. Додека се исмеваат со него и додека го предизвикуваат да реагира и да се одбрани, Исус се моли за нив и се застапува за нив пред неговиот небесен татко. Во овие неколку збора се открива многу повеќе од само некаква генерална добрина за Исус. Обично за Исус ги кажат, па тој бил добар човек. Овде се открива многу подлабоко нешто, подлабок аспект од неговиот живот. Во овие зборови се открива дел од Христовата функција и улога која тој ќе има до последниот суден ден. Како што вели апостол Павле, додека ние бевме грешни, Исус умре за нас. Додека лутавме во нашите лични битки, и знам дека секој има своји лични битки, додека лутавме низ нашите лични умствени игри, додека баравме чаре во нашиот мал свет, воопшто несвесни за вечноста, за гревот, за вистинскиот спектар на животот, додека себично гледавме на тоа што ни одговара и што не ни одговара, додека живееме во нашиот филм и гледавме да истереме нашата правда честопати, отприлика на тоа се базираат некои од нашите битки кои ги има овде на земјата. Уште во тие моменти треба да знаеме дека Христос, гледајќи на нас изгубени, безнадежни, очајни, воопшто несвесни за него, тој дојде и го даде животот за тебе. Тоа е Исус. Неговите зборови: Оче, прости им, зашто не знаат што прават, се зборови кажани и за мене, додека лутав изгубен низ светот. Додека лутав само мојот мал свет. Секој од нас има еден мал свет. Сега пред богослужбата зборавме со Мери и со Вале за едно друго место Македонија, да не кажам кое место. И јас доаѓам од мало место, и обично во мали места сите има еден мал свет. Кога расте во Моноспитово, мало село Моноспитово, за мене Моноспитово беше големо место. Имаше многу работи таму. Кога се пресели во Струмица, веќе Моноспитово беше мало, па Струмица беше голема. Кога се пресели во друг град, па Струмица стана премала. И така некако знаеме да се затвориме во нашиот мал свет. И понекогаш нашиот мал свет може да биде и во нашата глава, во нашите очекувања, во тоа кај ние се наоѓаме во животот. Исус, додека лута во тој мој свет, Исус дојде и ја искажа оваа молитва и за мене. Исус оваа молитва ја моли и денес. Кога јас во мојата грешна состојба повторно погледот ќе го вперам надоле, према мене, према светот, према задоволствата, према она што мене ми треба и одговара, према тоа што тебе ти треба и одговара, и повторно ќе затлакам во безнадежноста на живот на светот. И секогаш кога се враќам кај Бог, да добијам милост, единствено затоа што Исус активно седи од десната страна на таткото и посредува за мене и се моли за мене. Тоа е неговата функција сега. Вели во 1 Тимотеј 2 глава 5 стих, тие што сте во мали групи го поминавме тој дел. Вели вака: зашто еден е Бог и еден е посредник меѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус. За мене е неверојатно да јас сега онака когнитивно знам и во вера разбирам дека сега во овој момент, додека јас овде проповедам и можеби кажам некои работи кои не се совршени, затоа што никој од нас не е совршен нормално, или додека талкаме низ светот, работната недела си тече, или додека се спречкуваме едни со други. Колку и да сме изгубени понекогаш, за мене е многу важно да знам дека некој пред Бога има некој кој постојано седи од Божјата десна страна во секој момент. И кажува на таткото, на Бог таткото: Оче, прости му на Живко, затоа што не знае што прави во овој момент. И се застапува за мене. Постојано и постојано. Исус, кој секогаш кога ќе ме види ќе каже: Татко мој, Живко ја положил верата во мене.
Кога ќе погледнеш него, погледни ме мене. Кога ќе погледнеш на Живко, погледни мојата праведност. Некој кој постојано се застапува за мене. Колку е утешително тоа за мене, тоа да го знам. Во моментите кога се чувствувам безнадежно, или кога се чувствуваш безнадежно, или поминуваш низ нешто кое не можеш да го споделиш со некого, или се соочуваш со нешто за кое мислиш дека никој сега не може ни да се моли за тебе. Не знам дали сте имале таков момент. Едноставно поминуваш низ нешто и не можеш да го споделиш со никој затоа што ги кажат другите за мене. Другите се навикнати да ме гледат во добра состојба, нешто не очекуваат да споделам нешто такво. Едноставно има такви моменти во животот. Нешто кое го затвараш во себе си и не можеш да го кажеш на никој. И во таква состојба си. Бидејќи никој нема да те разведе. Сега во каква состојба си ти? Знај дека има еден кој постојано се моли за тебе. Постојано. И неговите молитви фаќаат. Знаете, обично во наша култура, кога се молиме тука, кога повикувам луѓе на молитва, луѓето обично бират, чека од Живко фаќа молитва, од Вале повеќе фаќа молитвата и си бираат луѓето кај кои да се молат, барем има таков момент кај нас. Од Исус молитвите стварно фаќаат. И ако положиме верата во Него, стварно, тој се застапува за нас, дури во моменти кога никој нас не разбира. Тој е нашиот единствен посредник помеѓу нас и Бог, човекот Христос Исус. Оче, прости му на Живко, прости му на стави го твоето име тука, затоа што не знае што прави. Погледни на него преку мојата праведност. Првите зборови Христови ја откриваат неговата постојна функција во тројството, а тоа е да се застапува за човекот, за созданието кој ја положило својата вера во него. Оче, прости му, што не знае што прави. Втората изјава во Лука 23:43 Исус вели, а Исус му рече: вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Таа сцена е кога двајцата разбойници се едниот од левата, другиот од десната страна на Исус, и едниот го моли Исус да се сети кога ќе дојде во неговото царство. Исус му вели: вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Вториот збор кој Христос го изустува е збор на спасение. Тоа јас мислам дека ова изјава овде, овие зборови Христови се во буквална смисла на зборот, што по дефиниција значи фаќање воз во последен момент. Тоа е тоа. Нема друг момент. Нема стил да размислам, нема што да се мисли, ти си друже више на крст. Во оваа ситуација возот е веќе отиден. Нема воз, готово. Ама некако разбойникот на крстот стасува на вистинската дестинација. Втората изјава на Исус е изјава на спасение. Молитва, спасение. Ова е еден од најважните моменти кои го диктираат теолошкиот дискурс за природата на спасението преку Христос. Имало многу дебати за тоа на што се темели спасението на човекот. По што сме спасени? Како сме спасени ние? Дали сме спасени само преку вера? Дали сме спасени преку дела? Дали треба нешто да направам јас? Дали сме преку вера и дела, комбинација некаква? Во кој размер се делата, во кој размер е верата и така натаму? Има еден куп дебати. И мислам дека оваа ситуација ги решава сите дилеми околу суштината и основата на спасението. Разбойникот на крстот е вака, раснат тука на крстот. Разбойникот на крстот го нема луксузот да каже: од сега натаму нема да грешам. Што значи од сега натаму? За следните 5 минути? Што ќе му ветиш на Исус во една таква состојба? Ти си веќе на крајот на твојот живот. Ти не можеш да дадеш ниту едно ветување за да го исполниш, затоа што не си во состојба да го исполниш. И состојбата на разбойникот во голема мера ја откриваат нашава состојба. Океј, он беше на крстот, ние не сме на крстот, но во многу аспекти така се чувствуваме. Во една таква состојба сме, таква безизлезна состојба сме. Тој на крстот ги каже единствените зборови кои всушност се важни за спасението. Исусе, го признавам мојот грев, ја признавам мојата вина, парафразирам тоа што он го каже. Он го каже тоа во многу поскратена верзија. Он каже: го признавам мојот грев, ја признавам мојата вина
и ја заслужувам казната, но ти сети се на мене кога ќе дојдеш во твоето царство. Тоа во буквална смисла беше молитвата на разбойникот на крстот. Тоа беше моментот кога Исус, помеѓу тие 7 изјави кои ги кажа во последен здив беше збор на спасение. Јас се мислам колку различна била смртта на двајцата разбойници. Не знам дали сте размислувале за тоа. Смртта на двајцата разбойници била неверојатно различна. Иако биле во иста состојба и двајцата се раснати, имаат многу различна смрт. Да не се впуштам во самата символика која ги отсликува речи сите параболи на Исус за судниот ден, кој луѓето ќе бидат од неговата лева и неговата десна страна, кој народот ќе биде разделен на овци и на кози. Едноставно сите параболи зборуваат за судниот ден на еден таков начин. Дури и на местото на крстот има двајца разбойници, кои едниот е од левата страна, другиот е од десната страна. Имаат различна иднина. Во овој случај едниот разбойник виси на крстот со тежината на својот грев и очај и самоправедност. Дури и висејќи на крстот, подсмевајќи се со Исус со своите последни зборови, тој е еден од разбойниците кој виси на крстот, тој исто така се подсмева на Исус со неговите последни зборови. Од другата страна, разбойник опресведочен во средбата со Исус, се кае, тежината на неговиот грев е тргната и тој висејќи на тој крст во последните мигови од својот живот умира со зборови на надеж и очекување за вистинската слобода во која Исус го повикува. Многу различна смрт, иако наведом изгледа иста. Колку повеќе различен е животот на луѓето кои живеат едните во самоправедност, под тежината на гревот, очајот и вината, од животот на оние кои живеат во Христовата слобода и надеж. И денес Исус на мене и на тебе ни кажува, без разлика ни што поминуваме, какви семејни драми да поминуваме, какви здравствени предизвици да имаме, со што и да се соочиме сега и овде на земјата. Изборот е тотално ист. Исус со своите зборови ни кажува дека ова не е крајот и не гарантира дека во последниот момент, кој да биде тој момент овде на земјата, какви да биде тој момент на земјата, ќе биде првиот момент со него во вечноста во рајот. Никој од нас не знае кога е последниот момент. Јас еве денеска во овој момент сега баба ми е на операциона сала сега. И со не знаеме каков исход. Немаме појма. Докторите ни кажаа ризикот е наш. Јас не знам после оваа проповед дали баба ми ќе биде сега жива или нема да биде жива. Но една работа знам. Баба ми својата вера има положено во Христос. Има положено во Христос. Незината надеж е целосна. И тоа зависи, многу зависи каква иднина ќе имаме ние понатаму. Одиме во третата изјава. А Исус, Јован 19, 26 и 27, Исус што ме оде мајка си и ученикот кој го посебно го љубеше, како стои и рече на мајка си, жено, ете ти син, потом му рече на ученикот, ете ти мајка, и од тој час ученикот ја зеде кај себе. Во последните мигови од својот живот, со последните сили, Исус се грижи за својата мајка да биде згрижена. Во последните мигови од животот, луѓето или кажуваат вистина, или се соочуваат со вистината преку тоа што се сеќаваат на блиските, и некои дури имаат кајање во животот за некои односи. Обично кога имаме кајање во животот, на крајот од животот, не е за да сме имале поише пари или повеќе искуства, туку заради односите. Односите се многу важни. Исус во своите последни моменти нема никакви кајања. Едноставно дури и во тие последни мигови мисли на оние кои ги љуби и се грижи за оние кои ги љуби. Со други зборови, во последните мигови не мисли на себе, туку мисли на благосостојбата на другите. Вау! Тоа може да биде реално ако таков бил животниот стил претходно. Зошто некои луѓе во животот го добиваат статусот на херои? Е токму заради таа важна особина. Статус на херој
во некој народ, еве во нашиот македонски народ или во било кој друг народ, го добива лик кој мислел пред се на доброто за другите, пред да мисли за своето добро. Исус токму тоа го прави во последните мигови од својот живот, но не во еден национален контекст, туку во еден глобален, космички контекст во кој тој мисли за доброто на созданието во целост. Но мислам дека оваа изјава открива уште еден важен аспект. Дали Исусовата изјава на крстот ја одразуваше реалноста или ја отсликуваше новата реалност на неговото царство? Знаете, има една реалност која ја гледаме во Евангелијата, но во самото Евангелие се проткајува една нова реалност. Дали Марија, мајката на Исус, беше мајка на Јован? И дали тој беше нејзин син? Одговорот е не. Марија е мајка на Исус, а Јован е ученик на Исус. Реалноста е дека Христовата изјава на крстот е вистината според новата реалност на неговото царство, во кое сите ние сме едно семејство во Бог преку неговата благодат и нашата вера положена во него. Станувајќи Божји деца по благодат, ние стануваме дел од неговото семејство кој ги руши бариерите кои постојат помеѓу луѓето. Кога ја почнувавме оваа црква, Господ ме благослови со време да можам да размислам зошто црква тука да има. Реално 100 метри подале има на нова црква огромна што се гради. Викам, зашто Живко тука да отвара црква, кој има многу цркви. Во Аеродром, посебно последните 15 години, откога Аеродром стана своја општина, изникнаа цркви на сите можни страни. Некој ќе каже, па добро, сега тоа не е вистинската причина ово, ама зошто да има уште една црква? Една работа која Господ ми изборуваше е дека секоја локална црква е едно локално духовно семејство. Ова нова локална црква овде ќе биде едно локално ново семејство, каде што Божите деца по дух ќе се собираат, ќе растат фамилиарно, ќе растат во верата, ќе растат во познавањето на Бог Таткото, Синот и Светиот Дух, ќе растат во мисијата, во заедништвото и своите ресурси кои ги имаат во сила, дарови и што и Господ им подарил, ќе го вложат во мисијата Божја за овој свет. Верувам дека тоа беше еден од важните одговори кои ги добив од Господ за една нова локална црква. И навистина црквата е тоа, локално, духовно семејство со сите марифети на семејство. Во локалното духовно семејство, ако доаѓате да го искусите небото, ќе искусите дел од небото, ќе искусите тоа што ние во црквата го викаме предвкус на небото. Нема да го искусите небото. Реалноста е дека тука се што сме на земјата, се што луѓето сме грешни, си газиме на опаш, покажуваме заби, такви сме ние луѓето, што да правиме? Во духовното семејство ќе искусите марифети на вистинско семејство. Ќе бидете и повредени, но ќе доживеете неверојатна љубов. Ќе доживеете сочувство во моменти кога навистина ви треба сочувство. И можеби нема да го најдете ни до друго место. Ќе добиете помош, вистинска помош, тогаш кога ви е потребна помош. Но и ќе дадете помош кога е потребна помош. И ќе служите кога е потребно да служите. Духовното семејство е вистинско духовно семејство. Мајко, еве ти син. Сине, еве ти мајка. Ние сме на ново духовно семејство. Четвртата изјава која Исус ја кажува, една тешка изјава. Матеј 27:46 ќе каже, а околу 9 час извика Исус со висок глас и рече: или лама савахтани, а тоа значи Боже мој, зошто ме остави? Четвртиот збор е збор на одвоеност од Бога, напуштеност и осаменост. Исус во овие зборови ги открива вистинските последици на гревот. Одвоеност од Бога, напуштеност и вистинска осаменост. Понекогаш ние ги гледаме ефектите на гревот, кои патак се ужасни. Ефектите на гревот се ужасни. Еве сега Маријан на почетокот пред да почнеме зборуваше за како синоќа на бдење на црквено бдење, негов пријател некој му го украл телефонот. И тоа се ефектите на гревот, ги гледаме околу нас. Крадеме, лажеме,
кои што кажат македонци на таван спиеме, имаме и вошки, нели? Значи, тие се некои ефекти од гревот кои можеме да ги гледаме на секаде околу нас. Некојаш се пострашни, некојаш се суптилни, секој ги има. Но вистинската последица на гревот е одвоеност од Бога. Вистинска осаменост. Замисли го твојот најужасен момент, најголем страв кој го имаш, оно од кој се ежиш постојано, дури само да го помислиш, тоа би било само како еден мал вовед од вистинската состојба и последица на гревот. Животот на земјата кој живееме, знае да биде пеколен, стварно тежок живот да биде, комплексен над нашите разбирања, но мора да разбереме дека овде на земјата е се уште на место на кое е присутна Божјата милост и благодат. Колку и ужасно да изгледа овде на земјата, ова не е пеколо. Овде се уште е присутна Божјата милост, Божјата благодат, Божјата надеж, присутна е Божјата добрина и во многу аспекти она што најмногу го вреднуваме се нештата кои сме ги изгубиле од рајот. Ги вреднуваме тие нешта и копнееме по тие нешта и тие нешта резонираат во нас затоа што Божјото присуство е тука. Но пеколото место каде што Божјото присуство го нема. Едноставно го нема. Пеколото е место каде што Бог создал место каде што ќе отидат оние кои сака да бидат без Него. Затоа што Бог ќе почитува нашата волја. Постои место каде што ништо од тоа не е присутно од таа добрина, таа кротост, мир, љубов, радост, добрина, долготрпеливост. Бог мораше да создаде место каде ќе бидат оние кои не сакаат да бидат со Него. Тоа е место на најдлабокиот очај, безнадежност и вистинска осаменост. И тоа е моментот која Исус ја чувствува таа оттугеност, таа одвоеност од таткото. Затоа што тој не дојде да умре за неговиот грев, туку умре за гревот и вината на целото сознание. Понекогаш е некоја лажна вина која понекогаш ние си... Имав разговор со една жена и ме зборуваше за тие некои mind games, тие умствени игри што ги има и каде што чувствува вина за работи кои не ги направила. И таа вина понекогаш е многу тешка, да ја чувствуваш вината, болката, тежината ја чувствуваш за нешто кои не си ги направил. А замислете каква е вината за нешто страшно што си го направил. Понекогаш вината е толку тешка што луѓето ги забораваат нештата што ги направиле. Психолошки, некако во таа некоја самоодбрана, self-preservation, едноставно сакаме да ги забораваме тие некои работи што сме ги направили, не се ни се кејаме. А замислете да ја почувствувате вината од гревот на целиот свет. Ќе сватите зошто Исус кажал: Боже мој, зошто си ме оставил? Во тој момент на крстот се случува најстрашната трампа во историјата на човештвото. Ние ја предаваме нашата грешност, тој ни ја предава нам неговата праведност. Неговата жртва е нашата најголема надеж, токму заради оваа трампа која тој самиот да направи. Дојде на петата изјава. Јован 19:28 ќе каже вака: По ова, знаејќи Исус дека се е свршено, за да се исполни писмото, рече: жеден сум. Тоа ми се едни од милените зборови на крстот, ќе ви кажам зашто има едно прекрасно искуство и сеќавање за овие зборови. Во 2019 година, кога дојде во Македонија папата Фрањо, и тука имаше цела комоција што да имаше ово. Меѓу другото имаше многу средби и манифестации кои се случаа во тој период, па јас имав прилика да присуствувам на некои интересни средби, каде што беше папата, затоа што многу цркви беа инволвирани, поканети бевме да учествуваме на еден или на друг начин во некој меѓуверски диалог, што е да беше тоа, како и да го наречеме. Јас имав прилика во кисела вода да бидам во една куќа која припаѓа на монахињите од редот на Мајка Тереза и кои секој ден готват за бездомници и им помагаат. Тоа е една куќа таму, јас немаше шанси да погодам дека таму има нешто како манастир помеѓу сите овие куќи. Но таму живеат сестрите од редот на Мајка Тереза, имаат мисија во тоа мало. Е многу интересно. Таму имавме средба со сестра Текна, така се вика, сестра Текна од Италија,
која доаѓаше од Италија и кој ме остави силен впечаток. Во куќата они се има свој распоред, она што манастирите го викаат типик, како се живее, што се јаде, кога се моли и така натаму. Исто така има своја капела, во кој ги има дневните литургии и молитви и над зидот секако имаше распетие на Исус и стоеше еден надпис на латински и јас ги прашав кои зборови стојат таму, пошто не разбирам. Стоја некои зборови и сестра Текна ми кажа дека тоа се Христовите зборови кои тој ги кажа на крстот: жеден сум. Жеден сум. Всушност целата мисија на мајка Тереза и мисијата на сите сестри од тој ред на мајка Тереза се исполнува во нивната намера да го видат ликот на Исус кај сите они кои се жедни и кај сите они кои се гладни. За тоа живее. Да го видат ликот на Исус во секој човек кој кажува жеден сум. Составите од мисијата на црквата е навистина да се грижи за оние кои ги кажуваат тие зборови: жеден сум или гладен сум. Или не ги ни кажуваат, едноставно се гледа на нивниот лик. Таа жед и тој глад. Во наш контекст, во нашата локална црква, ние водиме мисијата Кутија надеж и тоа не е нешто само колку да го пополниме распоредот. Ние сакаме да го видиме ликот на Исус во некои ликови, во некои лица, во некои луѓе со кои Исус се поистоветува, кои кажуваат: жеден сум, гладен сум, помогни ми. И сакаме преку таа храна колку да се дава, да бидеме од помош колку што можеме. Мисија која води Никола кај нас од црква. Има уште една мисија која се вика Македонија за Африка, каде што во лицата на тие мали деца кои ги видов јас таму, сакаме да го видиме ликот на Исус, кој кажува: жеден сум во тој момент, и сакаме да им помогнеме. Мисија која водат Настасија и Маријан, мисија која се вика Посој дете, кој ние секој месец се обидуваме колку што можеме верно да им помагаме на тие деца таму. Сакаме да го видиме Христовиот лик во нивните лица каде што викаат: жеден сум. Тоа е една од важните мисии на црквата. Но исто така, ние сакаме да исполниме Христовата мисија која тој имаше за овој свет. Во еден момент, во Јован 7 глава, каде што Исус оди во храмот на празникот, Исус во Јован 7:37-38 вели вака: а во последниот голем ден од празникот застане Исус и извика со висок глас велики: кој е жеден, нека дојде кај мене да пие. Кој верува во мене, од неговата утроба, како што е речено во писмото, ќе потечат реки од жива вода. Ние не сме само жедни и гладни. Преку Христовата благодат ние сме повикани да пиеме од неговата вода и по негова благодат реки од жива вода ќе извираат од нас, преку кои луѓе ќе дојдат и ќе бидат напоени. Прашање: каде талкаш и бараш да се задоволи твојата жед? Сите ние сме жедни. Сите дојде. Каде талкаш и бараш да ја задоволиш твојата жед? Само кај Исус дојди. Тој е изворот на живата вода. Друг извор нема. Нека дојдеме кај него. Шестата изјава, и јас во петок си ја постирав таа изјава: тетелестај, или се сврши. Јован 19:30 вели вака: кога вкуси Исус Отцет, рече: се сврши. И кога наведна главата, го предаде духот. Крстот, како што еден професор по теологија ми кажа, и како еден дијамант кој можеш да го погледнеш од повеќе страни и секоја страна ќе даде свој различен отсјај. Често пати крстот го гледаме преку Христовото страдање, неговата смрт, очевот на неговите блиски, темнината која покри целата земја, срцата на луѓето во тој момент. Но крстот, погледнат од друг агол, отсликува нешто сосема друго. Крстот ја отсликува исто така и победата Христова, неговиот триумф над злото и неговиот триумф над смртта. Во Христовите зборови тетелестај, се сврши, готово, е комплетирана Божјата мисија од самиот почеток, од моментот кога Адам и Ева паднаа во грев. Првото месијанско ветување се наоѓа во 3 глава од првата книга во Библијата, каде што во Битие 3:15 вели: и ставам непријателство меѓу тебе и жената, кога Бог се обраќа на змијата, ставам непријателство меѓу тебе и жената, меѓу родот твој и породот неизин. Тој ќе ти ја смачкува главата,
а ти ќе каснуваш петата. Ќе се роди еден, со други зборови, ќе се роди еден од жена, кој ќе биде во состојба да ја смачка главата на змијата. Тоа беше Исус, единствениот кој одолеа на лукавоста на сатаната и не падна под вината на гревот. Во неговата смрт, навидом најголемиот пораз на крстот, тој ја извојува најголемата победа. И во пределот на смртта, таму ја извојува таа победа, во живеалиштето на сотоната, со други зборови, Исус отиде на домашен терен, го победи сотоната. Таму каде што сотоната царуваше. Исус отиде во неговиот домашен терен, Исус таму извојува голема победа. Тоа значи се сврши. Дали го живееш животот во Христовата победа? Во кои области сотоната се обидува да те држи во пораз? Тој постојано, Исус додека беше на земјата, се обидуваше да го држи во пораз, да го држи во таа една атмосфера дека ти нема да успееш, дека тоа нема да ти успее, дека тука ќе паднеш. Те одржава во една таква состојба на очај. Ние сме повикани да живееме во Божјата состојба на победа, на триумф над злото, на триумф над смртта. И последната изјава која Исус ја кажува во Лука 23:46 пишува: а Исус извика гласно и рече: Оче, во твои раце го предавам својот дух. И што му го рече тоа, издивна. Во петокот го гледавме The Passion of the Christ, или страдањата на Исус. Не бевме многу луѓе овде, затоа што овој филм тешко кој може да го гледа. Но и тие што бевме овде, од време на време излегувавме од салата. Бевме тука малку луѓе, мислам дека вратата се отвори многу пати. Многу почесто отколку у кино кога ќе отидеме да гледаме филм. Но некој од нас ни беше тешко да го гледаме тоа, некој од нас плачеа, некој од нас сцените ни беа тешко, па се криевме. Тешко е да се гледа што се навистина Исус помина, знаејќи дека всушност не е ни прикажана целата бруталност која поминал Исус. На крај кога Исус изјавува: Оче, во твои раце го предавам својот дух, дури јас добив некакво олеснување, некакво ослободување. И јас издивнав дека Исус ја конечно ќе се ослободи од овие страдања. Каква сигурност има оваа изјава? Не знам дали сме размислили за ова. Исус на крстот. Каква сигурност има во таа изјава? Оче, во твоите раце го предавам мојот дух. Точка. Нема сомнеш, нема страв, нема кајање, има само сигурност. Има вера која вистински во тој момент гледа во невидливото. На таква вера. Еден од моите, уште еден филм ќе спомнам, не знам дали сте го гледале, Saving Private Ryan. Многу јак филм. Ме погодува една сцена секојаш, кога еден цел батальон на некој начин го спасува Рајан, младиот војник, да не загине, за во таа војна една мајка да не изгуби 3 сина, го спасуваат Рајан, војникот, кој е малце своје глав, дифе малце, не може да го скротаат, и го носат, со себе го носат за да го спасат, да не загине, и цел батальон умира, и на крајот командирот му вика: заслужи го тој живот. Сите го дадовме животот за тебе. Заслужи го тој живот. И последната сцена која има во филмот е како тој војник кој е спасен, сега е веќе стар, стои пред гробот на својот командант и ја праша својата сопруга: дали живеев добар живот? Дали го заслужив животот? И верувам дека тој сомнеш кај него тлее. И тоа е, иако добиваме едно ослободување дека човекот го заслужи живот, има семејство тука, во добра ситуација се наоѓа, сепак тој сомнеш тука стои, дали го заслужи вистински, дали доволно направив јас од живот. Во исламот исто, во тој верски систем, ти никогаш нема да дојдеш до сигурност дека ти си спасен. Никогаш во животот нема да дојдеш до сигурност дека јас направив доволно добри дела. Никогаш. Додека не си на судниот ден. Нема никаква сигурност. Еден од тие важни нивни теолози, Ал Бухари, ќе каже:
Ни самиот Мухамед за себе кажал, појасни за себе, не знам дали сум спасен. Мухамед чим тоа го кажал, што останало за другите? Замислете каква да изживееш еден живот во една таква неизвестност, да мораш да направиш нешто повеќе. Дали си направил доволно? Тоа што мене ме охрабрува е сигурноста на спасението која е содржано во овие Христови последни зборови. Во овие зборови нема ни трошка сомнеш, ни трошка каење, ни трошка неизвестност. Ова се зборови на враќање дома. Се враќам дома. Целиот копнеш на човештвото, потрагата на човекот по својот дом. Тоа татање завршува токму во овие зборови. Во тебе, татко, го предавам својот живот. За нас тоа е едно долго исчекување да се вратиме дома. И тоа ние го изјавуваме многу пред самиот крај. Ние тоа го изјавуваме во моментите кога ние го предаваме вистински нашиот живот на нашиот небесен татко. Моментот кога се каеме, кога го прифаќаме новиот живот, кој Христос ни го дава за еден ден, како што вели Христос, да преминеме од живот во живот. Затоа што сме негови деца. Дали сме ја положиле нашата надеж во Господ Исус Христос? Дали имаме таа сигурност на спасението дека ние сме Христови? Што е да се случува со нас? Па дури и крст да ни се деси во нашиот живот, како што Христос доживеа крст, ние да бидеме сигурни дека да, јас го предавам мојот живот во мојот небесен татко и таму мојот живот е сигурен. Таа сигурност на спасението, таа слобода во животот да ја доживееме со Христос.